кога сме кај метежот во главниот град Ивана, дефинитивно после затворањето на мостот кој што го поврзуваше оној дел изгит со новата железничка, се направи дополнителен улица Беласица, дефинитивно имаме навистина хаос во сообраќајот во централното градско подрачје, низ сите улици и булевари, посебно во пикот, утринските часови и она попладневни, нели, околу 16 часот, и не знам како ќе излеземе на крај, ако, нели, службите, град Скопје или кој да е одговорен за сето тоа, не пресанат навистина брзо мерки, затоа што по друга страна и ЈСП најавија дека можно е да штрекуваат, си ги бараат, нели, парите, повишувањето доколку не го добијат за овој месец. Рачунај и приватњаците се уште не се приватните автобуси ни со улиците, ЈСП ако штрајкува и плюс колапсот на сообраќајот, дефинитивно ќе треба да се снаоѓаме или пешки, или со велосипеди, или со тротинети. Нема друго чаре. Марија? Да, кога ќе вклучиме Марија, само малку земи воздух, да кажам околу мостот што нели е затворен. Мостот нема информација или има утринава нешто ново? Има на нашиот сајт ilma.com.mk дека се остава сумнеш дека можеби човечки фактор е причина за големиот пожар. Затворен за пешаци, за сообраќај и до кога не се знае, и ова кој што ти го спомена и сите овие други причини заради кои што и се создава тој сообраќајен метеж се на терет на сите граѓани кои што секојдневно нели функционираат и циркулираат низ сообраќајот, а сето тоа предизвикува една нервоза. За да ги информираме еве наутро порано нашите гледачи за тоа каква е состојбата низ патиштата и скопските булевари, да, ја имаме веќе подготвена Марија, па може да ја поздравиме во утро. Добро утро. Да слушаме ли, Марија? Добро утро, Ненад. Да, се слушаме. Добро утро до вас, добро утро до сите гледачи на фреквенција на Илма телевизија. Денеска, ова утро, секако како и секое, во ова прво вклучување ќе откриеме повеќе корисни информации кои што ќе ни притребаат секако за овој ден. Како што можете да забележите, секако ако се забележува, се наоѓаме на булевар Борис Трајковски во кисела вода, но не се наоѓаме на истото место каде што и честопати се вклучуваме, туку се наоѓаме во близина на крстосницата која што ги дели булеварите булевар Србија и булевар Борис Трајковски. Одовде може да се забележи умерен број на возила, сообраќајот се одвива со умерен интензитет, при што може да се забележи дека се уште барем тука немаме метеж, иако најмногу барем за овој дел од градот метеж може да се забележи некаде во временскиот интервал од 15 па се до 17 часот. Тоа е она време кога многумина од нашите сограѓани се враќаат во своите домови, секако од кога ги напуштаат своите работни позиции. Овде засега сликата не е загрижувачка, како што може да се забележи. Поголем број на возила секако се забележуваат во строгиот центар на градот, секако од Прва партизанска се до крајот на булевар Партизански одреди, исто така и таму каде што и крстосницата кај Соборниот храм, исто така може да се напоменат и крстосниците во строгиот центар на градот, односно Собранието на Република Македонија, владата исто така може да се напомена, крстосницата кај владата, крстосницата кај Мавровка и крстосницата кај Црвениот крст. Што се однесува до автокоманда, знаеме дека најмногу метеж во сообраќајот има на булевар Александар Македонски со улица 16 Македонска бригада, каде што не само во овие рани утрински часови, туку и секогаш можеме да забележиме на тој булевар поголем број на возила. Тоа е таа слика во сообраќајот за овие рани утрински часови, а дефинитивно овде од лице место може да се забележи дека оваа крстосница не во сообраќаен метеж, односно имаме умерен број на возила, со што секако нема да сгрешите ако се упатите кон овој дел на градот. А што се однесува до строгиот центар на Скопје, Јавното предпријатие улици и патишти известува дека улицата Даме Груев е во тек едносно е во фаза на вршење на градежни активности, како вчера, така и денеска ќе има времен сообраќаен режим. Вчера се асфалтираше
едниот пешачки премен, односно во едната насока на самата улица, додека пак денес ќе се вршат тие активности на другата, односно спротивната насока од улицата Даме Груев, со што ќе биде воведен времен сообраќаен режим некаде од 8 часот утринава, односно за 50 на минути од сега па се до 15 часот попладне. Ова се тие информации кога станува збор за сообраќајот, а кога станува збор за сообраќајната култура, морам да напоменам дека повторно се имаше податоци за оние сообраќајни контроли кои што се вршат на територија на град Скопје, а секако и на другите територии, другите градови во Македонија. При што, како што можев да забележам, биле санкционирани повеќе возачи, а најмногу, односно потенцирани се 54 возачи кои што на пешачки премен не застанале пешаците да можат да преминат од другата страна на самата улица. Овде мислам дека треба малку повеќе да се зборува на оваа тема, секако за целосната сообраќајна култура, односно како да се зголеми свеста за почитување на сообраќајните правила и прописи, но секако треба да се напомене и овој факт дека многумина од возачите ретко застануваат на пешаци и им даваат предност, со што треба да биде така, за да преминат од спротивната страна на самата улица. И секако овде морам да го напоменам проблемот кој не само јас, туку многумина од граѓаните го забележуваат. Ќе напоменам за оние кои што не знаат, односно се однесуваат како да не знаат, автомобилите имено се за да се вози со нив по самите улици, а не за да стојат на самите тротоари, каде што всушност тротоарите се наменети за пешаци, бидејќи на тој начин, ако ги оставате автомобилите на тротоари, и ако секако е потесен тој тротоар, на некој начин си ги заменуваме улогите со пешаците, односно пешаците ќе мораат да се движат по самиот коловоз, додека автомобилите стојат на тие тротоари. Ова се тие информации корисни за овие рани утренски часови. Секако останете на фреквенција на Телма телевизија, бидејќи во двете наредни вклучувања на лице место откриваме нови информации и секако интересни приказни.